Стартуваме со уште едно информативно издание на К1. Еве што информативната редакција подготви за денес. Се враќаме веднаш по најавите. Потензичната вечер мирен ден во Скопје. Општина Велес одбележува 114 години од подвигот на гемиџиите. Сточарите бараат повисока откупна цена. Пред собранието на Република Македонија по синокешните инциденти, безбедносната состојба во централното градско подрачје околу и во собранието од ноќеска по полнок е нормализирана со воспоставување на нарушениот јавен ред и мир, информираше Министерството за внатрешни работи. Според информациите на МВР, во протестите се повредени 109 лица. Дијана Иванова со деталите. По вчерашните немири во Скопје, денеска мирно е пред собранието на Република Македонија. Улицата е затворена за сообраќај, а пред самиот собраниски влез поставени се и шатори во кои, како што велат организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, ќе останат се до исполнување на нивните барања. Надлежните служби јавуваат дека повредени се 109 лица, тројца пратеници, 22 полициски службеници и 70 граѓани. Јавното обвинителство најави дека работи на расветлување на настаните и утврдување на фактите за настаните пред и во собранието. Изгласувањето на Талат Џафери од страна на пратениците на СДСМ и албанските партии за претседател на собранието е причина за нередите. Изборот на Талат Џафери за спикер на собранието не е легитимен, смета поранишниот председател на собранието, универзитетскиот професор по уставно право и политички систем Саво Климовски. Во изјава за Курир по повод вчерашните настани, тој вели дека премногу е тестирана волјата на граѓаните. Поранишната пратеничка Суза Грчева на својот Facebook профил напиша: "Тажен ден во нашата историја, само алчни и уценети политичари можеа да не доведат до овде. Како народот падна на смислената провокација, зарем не им беше јасно зошто токму кога се тие пред собранието се случи изборот на Џафери? Зошто не во 14 часот, кога нема жив човек таму? Сега цел свет виде дека протестите не биле мирни, дека се работи за диригирани насилници и националисти. Овие кои тоа не беа, како во лош филм станаа херои и маченици", напиша поранишната пратеничка Гркова. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски го осуди насилството и ги повика институциите да направат брза и ефикасна истрага и да се откријат виновниците. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ги повика институциите да направат брза и ефикасна истрага, да ги откријат виновниците и да ги изведат пред суд оние кои им нанесоа повреди на пратениците, граѓаните и полицајците. Тој го прекина патувањето во Австрија и ноќеска одржа итен состанок на извршниот комитет на партијата, пошто одржа пресконференција на која ги осуди нападите кои се случија во собранието. Никогаш во животот не сум помислил ниту на вас да дојдам, ниту да останам со насилства и со физички повреди на други лица. Ниту пак поддржувам други да го прават тоа. Како такви кои ме поддржуваат мене, така и моите опоненти. Повикувам исто така да не се ставаат во ист кош огромното мнозинство граѓани кои со денови мирно протестираа и оние кои никого не повредија, со оние кои тоа го направија вечерва. Тие имаат право на протест, на изразување ревот и на демократска борба за она во што веруваат, за доброто на Македонија. На повредените пратеници, граѓани и полицајци им посакувам брзо закрепнување, рече Груевски, и најави дека во наредните денови ВМРО ДПМН ќе ги објави своите следни чекори, но додаде ВМРО секогаш било и ќе остане на страната на народот, на страната на уставот и на страната на националните интереси на државата, затоа што постои токму заради народот и заради Македонија.
Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија по 59 пат организираше протестен марш во Велес и во Неготино. Велеша ни порачаа само една химна, нашата, онаа што секоја вечер ја пееме, ќе остане во Македонија. Промена нема да дозволиме, додека пак неготинчани истакна. Македонија ја газели и ќе ја газат, но никогаш не можат толку многу да ја згазат, колку што ние можеме повторно да воскреснеме во името на она што за кое што протестираме околу 60 на дена. Македонија ја газели и ќе ја газат, но никогаш не можат толку многу да ја згазат, колку што ние можеме повторно да воскреснеме во името на она за кое што протестираме околу 60 дена. Во највисокиот законодавен дом е направен пуч од страна на албанската мафија и предавниците на Македонија, изјави новинарот Пецо Миланов на протестниот марш во Неготино, потенцирајќи дека мирните протести не значат дека граѓаните нема да се борат и понатаму за заедничка Македонија. Вечерва од ова место ве повикувам, сите кои сте тука и тие кои не се тука, за кратко време, од пред 11 катницата или старата автобуска во Неготино, че има организиран превоз со автобус, и сите оние кои што сметаат дека треба со своите автомобили во овој критичен момент за нашата држава да одат во Скопје и да застанат, не да се борат со пушка, туку да застанат на страната на демократијата и да го одбранат највисокиот дом, собранието на Република Македонија. Миланов се заблагодари на сите што изминатите 59 дена беа дел од протестните маршови на иницијативата за заедничка Македонија. Овие протести ќе останат во историјата на Неготино и ќе продолжат се до остварување на нашата цел, отфрлање на албанската платформа, а изборите се единствено решение за излез од оваа мачна криза, заврши Миланов. Само една химна, нашата, онаа што секоја вечер ја пееме, ќе остане во Македонија. Промена нема да дозволиме. Она што се случи во собранието е срам за македонците. Се прашувам, зошто токму сега се пееше во законодавниот дом албанската химна? Овие денови, минути, моменти, или ќе ја зачуваме државата, или цел живот ќе клечиме во безимена држава. Нека им биде јасно на сите кои испаднавте заедно со нас и на оние кои не испаднавте. Ќе клечиме во безимена држава, на друга химна, со друго знаме. Нема да го дозволиме тоа. Овој народ ќе е штитот на Македонија. Остануваме колку и да треба, до кога и да треба, како и да треба ќе завршиме за Република Македонија. 60 дена зборуваме и само зборуваме и предупредуваме. Доста е, вели Радевски, додавајќи дека Никола Карев на денешен ден загина за Македонија. На денешен ден гемиџиите ги започнаа своите акции за Македонија. Сега народот треба да каже колку ја сакаме Македонија. Ете, минатото доаѓа наваму и не тера да гледаме во пушката што братот ја држи и настрпливо чека да го повлече шкрепалото. Денес таа пушка е посмртоносна од некогашната. Чунки не фрла куршуми и не убива само еден, ами таа фрла црн превес врз целото наше битие, врз целата македонштина. Таа пушка се вика Тиранска платформа. Подржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија велат пораката останува иста. Тиранската платформа не е прифатлива за нив. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на пресконференција објави дека е избран новиот претседател на парламентот и најави во периодот што следи дека ќе се формира нова влада. Ве повикувам сите вас, почитувани граѓани, да останеме мирни и присебни. Сите вработени во институциите да ја сватат својата одговорност и да постапат согласно уставните и законските надлежности. На вистинскиот пат сме. Ќе ја водам оваа земја затоа што верувам дека вреди се за што се залагаме. На изборите во огромно мнозинство се одлучивме за промени. Мудро ги водевме процесите. Направен е првиот чекор кон нивна реализација.
Тешко е, но заедно сме. И граѓаните, и Соединетите Американски држави, Европската Унија, НАТО, целата меѓународна заедница. Во нас го гледаат моторот на мирот, стабилноста, безбедноста и напредокот на Република Македонија и на регионот. Граѓаните на Велес денеска се поклонија пред ликот и делото на гемиџиите по повод 114 години од солунските атентати на споменикот подигнат во нивна чест во близина на Мало Мовче. Делегации положија и свежо цвеќе. Пред присутните се одржи говор во кој беше потенцирано големото историско значење кое го имаат гемиџиите. Пред споменикот на гемиџиите кај Мало Мовче се одбележа 114 годишнината од саможртвата на гемиџиите. Делегации на општина Велес, Сојузот на борци, АРМ, Сдружение на граѓани, други институции се поклонија пред споменикот и положија свежо цвеќе. Велешани се посебно горди на гемиџиите затоа што успеале да го свртат вниманието на тогашна Европа за проблемите на македонците. Гемиџиите со своето дело оставија голем аманет на генерациите кои доаѓаа по нив за да ја проложат борбата против многобројните поробувачи на Македонија, кои се менуваа по пропаста на Отоманската империја. Борбата на гемиџиите и на идните генерации резултираше со создавање на денешна независна Република Македонија. Денес, оваа генерација македонци, исправени пред голем предизвик во борба за зачувување на идентитетот, јазикот и целовитоста на Македонија. Во акциите на гемиџиите не настрадале луѓе, бидејќи тие внимавале да нема жртви или барем нив да ги сведат на минимум. Солунските атентатори се жртвувале единствено себе си. Гемиџиите трајно се запишаа во македонската историја. Тие одлучија само жртвата да биде високо кренатиот глас. Јордан, Константин, Димитар, Илија, Владимир, Павел, Марко, Милан, Ѓорѓи и Цветко имале една цел – светот да разбере за тешкиот живот во тогашна поровена Македонија. Чествувањето продолжи со положување цвеќе на гробот на најмладиот гемиџија Милан Арсов во село Ораовец. Сточарите се жалат на ниската откупна цена на живото јагне. Земјоделското здружение Агрофаланго одржа состанок со сточарите токму поради овој проблем. Сточарите велат дека истите се уништувачки за сточарското стопанство. Земјоделското здружение Агрофаланго одржа состанок со сточарите поради проблемите кои тие ги имаат со ниската откупна цена на живото јагне. Сточарите велат дека истите се уништувачки за сточарското стопанство. Голем дел од нив се принудени да ги продаваат стадата или да ги носат на колене, велат од здружението. Сточарството како гранка, со неа се занимаваат околу 20.000 сточари во Македонија, значи со одгледување на овци, при производство на јагне и млеко, второ со производство на млеко значи од крава, со производство на систем крава-теле, значи телешко месо и козарството. Во изминатиот период сточарството имаше развој, но проблемот тие го гледаат во монополот на откупот на јагнешкото месо. На состанокот присуствуваа представници на сточарите од Велешко, Прилепско, Битолско и Кавадаречко. Произведуваме јагнешко месо, млеко, волна, ништо не се откупува и никој не може да дојде да го земе нашето производство. Значи имаме производство, а така нашето производство стое во место. Зошто? Затоа што кој ќе дојде на откупна станица, сите кажуваат не може таа цена ќе биде ниска цената, а нема никој да дојде и ќе да го откупе тоа. Сточарите се жалат дека имаат се поголеми трошоци кои не можат да ги подмират. Доколку не се реши проблемот, најавија дека ќе започнат со блокади низ сите општини. Бројот на работниците во индустријата во март годинава во однос на март лани бележи раст од 0,1%, а во првиот квартал за 0,3%, ова го објави Државниот завод за статистика. Државниот завод за статистика објави дека бројот на работниците во индустријата во март годинава во однос на март лани бележи раст од 0,1%, а во првиот квартал за 0,3%.
Статистиката објави дека бројот на работниците во секторот рударство и вадење камен во март 2017 година во однос на март изминатата година бележи пораст од 0,7%. Во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 0,1%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација опаѓање од 0,6%. Според главните индустријски групи, бројот на работниците во индустријата во март 2017 година во однос на март 2016 година бележи пораст кај енергија за 0,7%, интермедијарни производи освен енергија за 1,2%, капитални производи за 7,8% и трајни производи за широка потрошувачка за 4,4%, додека опаѓање бележи кај нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,6%. Собранието на Црна Гора денеска во Цетиње ќе одлучува за потврдување на членството на земјата во НАТО. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон наведе дека Кина ги известила Соединетите Американски држави оти го предупредила Пјонкјанг дека на земјата ќе воведе сопствени санкции доколку таа повторно изведе нуклеарна проба. Вестите од светот. Собранието на Црна Гора денеска во Цетиње ќе одлучува за потврдување на членството на земјата во НАТО. Известно е дека за потврдување на оваа одлука ќе гласаат 46 пратеници од вкупно 81, со оглед на тоа дека опозицијата ја бойкотира работата на Црногорскиот парламент уште од воредните парламентарни избори, одржани на 16 октомври минатата година. За потврдување на оваа одлука потребно е просто мнозинство. Црногорските власти и опозицијата имаат различни ставови за тоа дали одлуката за членството на Црна Гора треба да биде донесена во парламентот или на референдумот. Опозицијата бара референдум, додека властите сметаат дека тоа не е потребно. Поради тоа за денеска во Цетиње е најавен протест на опозицијата против донесување на одлуката за членство во НАТО во собранието. Кина ја предупреди Северна Кореја дека ќе воведе собствени санкции доколку таа повторно изведе нуклеарна проба. Ова го наведе американскиот државен секретар Рекс Тилерсон. Тилерсон за Fox News изјави дека разузнавачките податоци на Соединетите Американски држави навестуваат дека лидерот на Северна Кореја, Ким Џонг Ун, не е лут, кажувајќи дека тој би можел да биде рационален актер, со кој би можело да се преговара во момент кога меѓународната заедница се обидува да ги спречи нуклеарните и ракетните програми на Пјонкјанг. Коментарите на Тилерсон наведуваат кон тоа дека напорите на американскиот претседател Доналд Трамп, кој се состана со неговиот кинески колега Си Џинпинг, може би вродиле плод во облик на најостри закани на Кина, досега упатени кон Северна Кореја. Денеска имавме сончево и топол ден, а утре ќе преовладува промеливо облачно време со сончеви периоди, но со услови за локален краткотраен пороен дожд. Со кратките метеоинформации го заокружуваме и дневникот. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!